Почитувани, добар ден. Додека Скопје, Куманово, Прилеп, додека Република Македонија се бори со корона пандемијата, додека луѓе умираат, желбата на власта за криминал е на највисоко ниво. Се тера тендер во Дрисла од 200.000 евра, кои се додели на струмичка фирма блиска до луѓето на Заев. Додека граѓаните се принудени да седат дома заради кризата со корона, додека расте бројот на заразени, додека докторите и медицинскиот персонал се без заштитна опрема, блиските луѓе на Зоран Заев најдоа погоден момент да земат огромни тендери од град Скопје и Шилегов, и тоа ни помалку ни повеќе по пат на преговарање во 4 очи. Додека граѓаните и стопанството се борат со здравствената и економска криза предизвикана од коронавирусот, само бизнис партнерите на Зоран Заев и блиските до СДСМ користат прилика да го осиромашат буџетот. Очигледно, владата на Зоран Заев за некои компании е мајка, за некои маќа. Имено, се работи за тендер доделен во 4 очи од град Скопје, односно од јавното предпријатие Дрисла, на фирмата Алпима град Батим Доел Струмица, на 18 март оваа година, во вредност од 12.390.000 евра или 200 денари или 200.000 евра. Тендерот е за наредните 3 месеци и е за изнајмување на градежни машини на ЕПА Дрисла. Собственик на оваа фирма, кој е единствен понудувач по пат на преговарање во 4 очи и која го доби тендерот од над 12 милиони денари во вонредна состојба, е веќе познатиот на јавноста Александар Пиперевалиев, а фирмата е регистрирана во Струмица. Она што е интересно за оваа фирма е дека ова е прв и единствен тендер добиен во изминативе неколку години. Фирмата воопшто нема искуство со работење на тендери и уште поинтересно е дека својот подем оваа фирма го доживува од 2017 година па наваки, откако СДСМ доаѓа на власт. 2017 и 2018 година профитот кај оваа фирма нараснал за над 3000%. Целиот обрт во 2018 година на фирмата е 12 милиони денари, а сега одеднаш во еден тендер се добива сума од истата висина. Имено, Пиперевалиев е тесно поврзан со фамилијата Заеви, каде што е близок од ортак и бизнис партнер со Горан Крстев во фирмата за канабис Bull Building Струмица, која пак е доскорашен бизнис ортак со семејството Заеви преку фирмите Сара Јавор и Сара Инженеринг. Пиперевалиев дополнително на јавности е познат по апсењето на неговиот бизнис партнер во Србија, Предраг Колувија, а според медиумите се водеше истрага за него и бизнис партнерот на Заеви Горан Крстев. Почитувани, еве зошто Петре Шилегов толку грчевито се бореше да земе ЕПА Дрисла во своји раце, за да може да склучува тендери во 4 очи на блиски луѓе до Заев и СДСМ. Останатото треба само да го предпоставите каде завршуваат овие 12 милиони денари. На Заев и Шилегов воопшто не им е важно за здравието на граѓаните. Ним единствено им е важно да го доиспразнат и онака празниот буџет и да го поделат на нивни блиски фирми. За ова, еден ден ќе се водат постапки и сите инволвирани ќе одговараат. Ви благодарам. Прашање? Едно прашање стигнато до пресцентарот на ВМРО ДПМН. Тоа е на интернет страницата на австрискиот парламент веќе се објавени документите во врска со проширувањето на Европската унија и заклучоците од 25 март за добивање датум за преговори за Македонија, односно австрискиот парламент го објави условувањето на Бугарија за македонската интеграција. Ваш коментар околу ова? Видете, прво се крија сите овие документи, кога излегува во јавност, односно кога дел од нивната содржина стана достапна, се тврдеше дека тоа е став само на една земја членка на Европската унија, не и на останатите држави. За после ова што го искоментиравте, да видиме дека всушност воопшто не е така и дека во најмала рака се потврдуваат сите претходни ставови, тези кои што ние како ВМРО ДПМН сме ги имале, бидејќи крајната цел кон ова што сега почнува да се случува е буквално до разнебитување и до распродажба на нашите државни и национални интереси. Од самиот старт укажувавме, од самиот старт се боревме со сите демократски капацитети кои што ги имаме
едноставно да стане на сите јасно дека станува збор за штетни договори, за штетни документи. За жал уште еднаш ќе повторам, можам после се ова да констатирам дека сме биле во право, но се разбира на товар на граѓаните и на Република Македонија. Благодарам.